блокот во 9 часот го посветуваме на спорт, но со една многу бава порака. Ќе зборуваме за бенефитите од возењето на велосипед. Велосипедизмот се појавува негде во 19 век, во тој период се појавува и во Македонија, а година во година се повеќе се зголемува интересот за ова превозно средство кај нас и веќе може да зборуваме за разлика од лани дека годинава на вистина имаме голем број на рекреативци и настрана оние кои што се занимаваат професионално со велосипедизам. Ке разговараме со Александар Стојков, тој е организатор на добро познатата Вера Тур, која што имате можност да ја гледате премиерна на македонската радио-телевизија. Годинава ќе има трето издание, така? Да. Здравје Боже, да, ќе имаме. Добро утро, поканата, ќе има трето, како што ветив. Ќе постане традиционално оваа година, го возиме по втор пат, веќе е традиционално. Луѓето прашуваат за третата година, ќе позборуваме малку покасно во емисијата и за тоа. Може. Едно од најневообичајните тури, што толку многу големо внимание предизвика, Вера Тур, вие практикувавте да возите велосипед рекреативно и пред да ја започнете турата или како организатор на турата влеговте едноставно и во дело дека и вие рекреативно ќе се занимавате со велосипедизм? Па не, генерално сите помалку или повеќе користевме тоа во рекреативни. Да. Делот нашиот тим, за жал денеска не беа во можност да бидат заедно со нас тука. Лазо Миновски, Владимир Секуловски, Ивица Ангелевски, кои што порано беа и активни велосипедисти. Јас бев само аматер велосипедист, меѓутоа рекреативно. Меѓутоа делот причината зошто тргнавме во тој проект Вера Тур, освен моите лични причини, беше и да се промовира велосипедизмот, да се промовира тој начин на движење, тој начин на спорт, тој начин на приемање на природата или на местата кај што ги поминуваме. Веќе 3 години, нели, како дел од таа организација, може сега слободно да кажеме дека го препорачувате велосипедот рекреативно да се занимаваат обичните луѓе, да го изберат како превозно средство. Да. Кои се бенефитите веќе кога влеговте во таа виштина? Бенефитите затоа што како спорт е доста движењето со велосипед е доста природно, доста спонтано, значи се развива моторика, се развива рамнотежа. Од друга страна, значи се поминува доста време во природа, во места каде што имате чист воздух, каде што имате недопрена природа. Така да велат дека, од друга страна велат дека движењето на велосипед најдобро го символизира животот во целост и дека треба константно да се движиме за да останеме стабилни, да останеме во рамнотежа. Така да тоа е символиката на велосипедот. Препорачливо за сите возрасти, препорачливо за сите генерации, може да се мислам дека секој може да си приушти да го користи, така да ето тој дел од поентата на Вера Тур и промоцијата на велосипедизмот. Велите секој може и рекреативно, што користите вие како опрема? Како опрема секако... Како рекреативци, никога влегувате веќе во сериозниот потфат на Вера Тур? Не, тоа е друга димензија, да кажеме, и таму нивото на опрема и на безбедност треба да е многу поголемо, затоа што се и растојанијата поголеми, и брзините поголеми. Меѓутоа за рекреативно постојат кај нас салони кои што нудат сета таа потребна опрема. Јас како аматер велосипедист само бе препорачал да имат квалитетен велосипед и заштитна опрема која секако во овие услови е потребна. Пред се мислам и апелирам до сите на носење на заштитна кацига, затоа што сме учесници во сообраќајот, као и сите останати. Никогаш не знаеме што може да се случи, а заштитата на главата е една од најважните. Ја споменавте заштитната опрема, па мора да ве прашам со оглед на тоа дека доста велосипеди се возат и низ градските улици.
Вие често патувате во Холандија. Во Холандија е заменето, причи се може да кажеме, во голем процент на возењето на автомобил до работните места или без разлика со велосипедот. Па да, поготово во централните градски средини. Сега дури може да се види дека велосипедските патеки се и поголеми од улиците. Потребата е поголема. Да, затоа што тоа неминовно се етаблираше како најисплатливо, како култура на живење, да, како култура на живење, како природно исплатливо средство за движење, брзо средство, затоа што брзо во смисла на времето што ви треба од точка А до точка Б, вклучувајќи и паркинг и сите тие работи кои што се составен дел од тоа, не поминувате низ тие гужви. Така да, меѓутоа, како што рековте, тоа е култура на живење, тие патуваат измеѓу градовите, помеѓу себе, поврзани се секаде со велосипедски патеки, така да е милина да се вози на тоа место. Имаме ли ни инфраструктура во Македонија за возење велосипед? За жал нема, не. За жал не. Ние возиме по регионални и магистрални патишта. Значи мора и безбедноста да биде уште поголема. И безбедноста мора да биде поголема. Слаби сме за сега имаше одредени проекти, се уште има одредени проекти, иницијативи за изградба. Се сеќавам, минатата година беше организирана некоја идеја за изградба на велосипедска патика околу Охридското езеро, например, кое што исто ќе биде многу интересна. Меѓутоа и тука и кај нас се уште не е развиена таа инфраструктура. Мислам дека на прсти може да се наброи надвор од Скопје кое што каде би можеле да се оди со велосипед, а да не се иде по оние патишта. Често забележувам велосипеди до Козјак. Иако патот е навистина многу тесен, тука и автомобили, тука и велосипеди, навистина е проблематично. Да, велосипедистите се посебен профил на луѓе, така да ние со Вера авантуристи. Да, ние со Вера Тур покажавме исто дека е тоа така, така да не може. Ги има секаде, сега со адекватни велосипедски патеки, со адекватна сигнализација, со адекватна организација на таа инфраструктура, само ќе се олесни и ќе се придонесе да што повеќе луѓе го користат велосипедот и во рекреативни цели. Да, има повеќе можности, а до тогаш кеот на Вардар е местото каде што најчесто... Тоа е едно од деловите. Да, забележуваме велосипеди, па да видиме како е утринава, имам изненадување за вас. Ајде да го вклучиме Бранко. Дали ни е подготвен Бранко? Јована, добро утро. Бранко е роден подготвен, повели. Ако е роден подготвен, тогаш подготви се и за прашањата. Значи, како е утринава, прво си без велосипед, добро. Друго си подготвен, облечен во мајчка Вера Тур, и тоа е се поддржано, добро, секако што треба. Како ние со велосипеди, со оглед на тоа дека сонцето рано утринава го немавме, ама сега па и пече дополнително, оневозможува да се спортува на отворено. Како е на кеот на Вардар? Прво да ти одговорам на првото прашање. Роден сум во една генерација која што живееше со максимата ништо не смее да не изненади, така што подготвени сме за сите прашања. На едно од најубавите места сме во главниот град, во градот Скопје, крај кеот на реката Вардар, некаде сме кај Александар Палас, во централното градско подрачје, местото на кое што секој утро забележуваме многу рекреативци, многу велосипедисти. Се надевам дека и ова утро е така, односно дека можете и вие да го видите тоа што го гледаме ние, дека во позадина може да се регистрираат велосипедистите кои едноставно, како што кажа Александар, се поинаква категорија на луѓе. Поздрав и до Александар Стојков, се разбира. Да, му правиме едно изненадување со оглед на дека Бранко е дополнително ваш партнер во патувањата Вера Тур. Благодарение на него го гледаме серијалот, документарниот серијал на Македонската радио телевизија. Бранко, со оглед на тоа дека од самите почетоци ги следиш, што можеш да кажеш како некоја разлика, колку еволуираше од самиот почеток идејата до веќе може ќе зборуваме подоцна и за третото издание на Вера Тур? Па, Вера Тур се појави како случајна идеја, најубавите работи се случуваат случајно, нели? Вера Тур ја засакавме сите, јас на прва, уште од првиот разговор со Александар, дури предлогот беше да се прави документарен филм и тој беше изненаден и со широки прегратки го прифати тој предлог. Успеавме да го направиме тоа првата година, успеавме да го направиме
и втората година. Разлики имаше само во она за кое што Александар не сака да зборува, а тоа се временските услови. Времето беше во едни временски услови превладуваа во рамките на првата вератур, малку поинаку беа во рамките на втората, а меѓутоа едно е исто идејата, пасијата, страста со која што вератур се одвиваше во првите 2 години. Се надеваме дека ќе продолжи така, не се надеваме, туку веќе од она што го видовме првите 2 години, сигурни сме дека и третата и наредните години ќе биде така. Па би сакал во оваа прилика да го прашам Александар дали тој виде некаква разлика меѓу она што го живеевме првите 16 дена во 2022-та и овие втори 16 дена во 2023-та. Па да, постои разлика, постојат и сличности, меѓутоа постои и разлика. Разликата беше, како што рекоте, во временските услови. Ние минатата година мислевме дека и беа лоши временските услови во втората половина од вератур. Меѓутоа оваа година беа уште полоши, беа можеби во 80% од времето. Беше дожд, ветер, имавме снег во еден дел пред влезот на Белград, дури на тргнувањето од тука која добивме временската прогноза од Белград, сите мислеа дека дури ќе се откаже. Меѓутоа јас и во текот на турата и сега ќе повторам дека уште еднаш покажавме дека не може времето да биде толку лошо колку што сме ние мотивирани, упорни и спремни. Така што и тоа не поколеба и ја доведовме до крај успешно и оваа вератур. 2500 километри за 16 дена. Она што останува да прашаме, Бранко, кога ќе можеме да ја гледаме на Македонската радио телевизија? Подготвен ли е документарниот серијал и надвор од она што ќе можеме да го видиме, што е зад камерите, како импресија што ќе споделиш? А она што се случуваше зад камерите ќе се види од едни други камери кои што регистрираа за време на вератур. Ќе биде интересно за гледачите. Секако, разликата меѓу 2022-та и 2023-та е тоа што сега за секоја етапа подготвуваме, интензивно се подготвува по една документарна емисија. 20 на 25 минути ќе трае секоја документарна емисија за секоја етапа посебно, а потоа на крајот ќе се обидеме со едно збирно сиже со општ впечаток на она што се случуваше на вератур 2023 да им представиме на гледачите и се надеваме дека можеби ќе има некаква проекција некаде низ Македонија. Ќе видиме како минатата година тоа беше во потесен круг, емоциите и солзите беа присутни. Ќе видиме оваа година што ни подготвил Александар и сакам да го прашам за моја одјава во овој разговор од ова трето линковско вклучување. Вака јавно да го прашам што ни сготви за 2024-та, затоа што знам дека уште пред да заврши вератур 2023 Александар веќе почел да размислува за наредното издание. Па да, јас мислам дека и за време на возењето размислува веќе, затоа што многу луѓе се вклучени во вератур на различни начини, така да, како што реков, тоа излезе од границите на тоа дека е тоа моја лична идеја, моја лична тура. Тоа припаѓа на огромен круг на луѓе околу мене, сите го чекаат, сите прашуваат уште сега за следната година. Немам конкретно ништо одлучено, се размислува секо. Знам секо дека во меѓувреме да ви исправам 2750 беше оваа година, не 2500, да. Минатата беше 2500. И сега секоја година треба, логично е, природно е да се има некое подобрување, зголемување и така натаму. Така да ето, сигурно ќе почува на тројка километражата, сигурно ќе почува на тројка. И сега каде ќе биде турата, низ кои држави, се уште има места низ овие држави кај што поминавме ние, кај што не сме поминале, кои што не сме ги испочитувале. Така да ќе почекам некој ден мој креативен, кога ќе седнам, ќе го направам тоа, а ќе биде брзо. Ево во текот на емитирањето на филмот дека ќе биде, така да ќе знаем и турата за следната година. 2750, нешто на тројка најави Александар за третото издание, тројка со среќа, па да, се надевам дека во истото издание ќе го видите и Бранко на велосипед малку. Да, тројка со среќа, може Бранко, оваа година, 2024-та, па ајде, како главниот задолжен за вератур да те видиме и тебе на велосипед. Ти благодарам оваа година го видовме само докторот од тимот што ми беше, доктор Јордан Бабуновски, да го поздравам, составен дел на вератур, кој што беше на велосипед
десетина метри, така да тој беше еден покрај нас. Се надевам Бранко ќе биде следната година. И ние се надеваме. Бранко, благодарам за вклучувањата денеска. Продолжуваме понатаму, со оглед на тоа дека зборувавме за временските услови. Летно време не дека е најлесно, но може лесно да се организираме во поглед, се извинам на тоа, рано наутро ќе излеземе, ќе возиме велосипед или доцна навечер, така да ги избегнеме горештините. Но како е на снег, како е на дожд, како е во период кој што имаме навистина значителни промени во временските услови и кога ден во ден се менува. Да, кога возите рекреативно, можете да бирате дел од денот кога сакате. Ние немаме таа привилегија, затоа што кај нас етапите се многу долги. Просечно имавме 178, мислам дека беше просечната должина на етапата и висинска разлика од 1400-1500 метра секој ден. Така да ние возевме од сабајле до вечер секој ден и не можевме да бираме кој дел од денот, кој ни одговара, кој не ни одговара. И затоа ги имавме тие временски услови. Временските услови беа многу променливи. Како што реков, имавме дожд, имавме ветер, имавме снег. Буквално во 80% од етапите. Меѓутоа... И како не се поколебувате во тој момент, кога возите се мачите, ветрот ве враќа назад, се борите со временските услови и си велите, не води таа мисла, таа идеја, таа енергија на тоа движење, на тој проект не води. Да се биде дел од тој проект е привилегија и не само јас, како идеен творец, организатор на Вератур, кој што имам одредени мотиви и побуди зошто го правам тоа, буквално до последниот член од тимот, без разлика дали зборам за велосипедистите кои што возат со мене или екипата која се, значи во ниеден момент не постои ни прашање дали треба да се поколебаме или не. Се гледа само напред, се иде само напред и сакаме да уживаме при тоа, а ние го правиме тоа затоа што го сакаме. Никој не тера тоа со сила да го направиме, така да и преку тие етапи и преку тие временски услови ние сепак уживавме. Чудно изгледа, меѓутоа од 8 сабајлето, утрината, до 8 вечерта да возите на 2-3 степени температура, комплетно мокри, ние немавме време кога да се исушиме, меѓутоа едноставно веројатно се подесува тоа во главата, дека не ни смета и возиме и така треба и уживавме се до последната етапа. Добро, 16 дена многу се, малку се, доволно се. Според искуството, еве сега... Вака гледајќи, дури кога се вративме ние, јас самиот исто, кој ќе ги гледам сликите сега или материјалот за филмот, и јас мислам дека е многу. Меѓутоа, искрено, на крајот последните две етапи кои што требаше да бидат едни од потешките, последната од Подгорица до Булкизе во Албанија и предпоследната и последната од Булкизе, едно место интересно во Албанија, преку Дебар, преку Маврово до Скопје, нас не беа можеби едни од најлесните. Затоа што доваѓаме до нашата држава, уште еднаш покажавме дека можеме, уште еднаш покажавме дека со добра идеја, со добра организација, со труд, работа, посветеност и одличен тим може да се успее. И покажавме оваа година уште повеќе дека некоја идеја може и од овде да потекне, не мора се да доаѓа од озгора некаде, значи може да покажеме дека сме организирани, може да покажеме дека сме посветени и тоа ни дава дополнителна енергија. Оваа година дополнително добивме огромна институционална поддршка, што за нас импонира, со еден збор да кажам, во смисла на... Па неочекувано. Да, неочекувано. Во смисла на посета на и дочек во сите дипломатско-конзуларни представништва во државите во кои што поминавме, каде што бевме пречекани од нашите амбасадори или вршители на должноста, во оваа прилика да ги поздравам и да ги заблагодарам. За нас беше и за нив исто огромна чест да се биде во нашата амбасада, да се развиори нашето знаме, да се земат изјави од тие луѓе кои што ќе бидат составен дел на филмот. Добивме поддршка огромна
и од Интернационалната полициска асоциација, кој што за нас и во Македонија, и во Хрватска, и во Србија организираа полициска придружба, која што многу значи. Што е многу важно. Многу важно и многу значи за организацијата, меѓутоа и за промоцијата на сетото. Значи, друго е кога се поминувате некаде со полициска придружба, нивото на организација е друго. Исто така, за нас се случајно или намерно, а ништо не е случајно. Да. Ова минатата година бевме на литургија во новоотворениот наш македонски православен храм во Загреб. Тоа беше во мината вератур. Оваа година се погодевме да бидеме во недела на Великден, да бидеме во Сплит. Така што луѓето од Македонска православна црква не одржаа литургија во чест, големата литургија во чест на Великден во Сплит, каде што ние бевме исто дел од таа литургија и спомнати во литургијата. Така да сите тие моменти даваат една друга димензија на... Вака како раскажувате ми доаѓа сликата, колку беше убаво да се види тоа од прикажувањата, од тоа што ве следеше екипата, да се види како случајно или намерно жители од селата, од населените места, како стоја по улиците, ви аплодираа, ви мафта. Па да, секаде. Тоа беше едно од работите кои што ги зборувавме минатиот пат. Со тоа ние покажуваме само, тоа е еден дел од мотото, дека ние поминавме 6 држави, 7 држави практички, покажавме дека тоа што имаме граници измеѓу себе не прави различни. Приемот, пречекот, возбудата на луѓето кај да се појавевме беше идентична. Една иста. Една иста цел ве обедини колку држави. Сите сме луѓе, така да тоа само покажува дека тоа беше исто исправен дел од вератур. Дочеците беа секаде исти. Оваа година многу повеќе, за разлика од минатата година, имавме и велосипедисти кои што не следеа на етапно. За тоа сакав да ве прашам. Да, ве следеле етапно, се приклучувале, но дали сте отворени за и нови поддржувачи на Вератур веќе за следната година како главен организатор? За етапно следење е отворено секогаш и секоја година веќе добивам барања од некои клубови, некои ентузијасти велосипедисти кои сакаат следната година да знаат каде ќе биде турата, па да не следат таму, така да тоа е отворено. За вклучување во тимот ние секоја година имаме посебна процедура која што тоа е малку по-карактеристичен дел, така да оваа година која ќе обзнанеме новата рута, која ќе се знае кај ќе се вози, која ќе се знае која ќе биде организацијата, тогаш ќе разговараме и минатата година со потенцијални велосипедисти. Оваа година вклучивме нов велосипедист, кој што така да веројатно и следната година, меѓутоа нема да се проширува, затоа што јас добивам, можеби оваа година имаше 50 на кандидати кои што сакаат да возат, меѓутоа масовноста на тимот кај нас не е императив. Затоа што помал тим полесно се организира, значи ние не можеме као голем тим да возиме, полесно. Ве разбирам дека сметате дека синергијата ќе се наруши. Така е, да. И организацијски се е покомплицирано, така и за движење, и за организација, и во смисла на чинење на турата, така да мислам дека ќе се задржи во рангот на толку 3, 4 до 5 максимум возачи. Имам чувство дека веќе сте фамилија, согледно тоа дека веќе од година в година станува традиционално се гледаме веселиме. 16 дена не сите перипетии таму, во тие временски услови. Ние возиме као тим, си помагаме еден со друг, јадеме, спиеме заедно и буквално некако и после тоа остануваме као фамилија, па и фамилиите на сите тие луѓе кои што се учесници на тимот, па и пријателите, па и поддржувачите, така да таа енергија го дава сето ова да Вератур биде тоа што е. Нека ве држи таа енергија, живи здрави, ве гледаме сега 2023 серијалот го подготвува Бранко, ќе го гледаме на Македонска радио телевизија и следната година ве следиме. Јас имав прилика да го погледам материјалот,
видеата и не сетиот, 10% може би од материјалот, така да верувам дека ова година ќе биде уште подобро од минатата година и дека ќе го задржи вниманието и дека ќе побуди доста чувства кај многу луѓе, меѓутоа некои други ќе ги мотивира да направат нешто слично или да почнат да се бават со велосипедизам или било кој начин на влюбеност во природата и во различностите на луѓето. Александар, благодарам. Благодарам и на вас за поддршката и се гледаме кој ќе биде филмот. Така, се гледаме.